Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 минути вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред 10 или пред 15 дена избива аферата два рудника во делот на Струмичкото поле, општина Босилево и Ловица и Штука. Министерот за економија Крешник Бектеши наводно не ги информирал министрите на седница на владата, по скратена постапка е ставена точката на гласање или на расправа на седница на владата. Министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи и министерката за животна средина вела дека се излажени, се објавува текст во македонските медиуми и станува одредена хистерија. Една од министрите кои били излажени или наводно били излажени, Каја Шукова, министерката за животна средина, вечерва гостин во емисијата во Центар 60 минутни интервју, каде што разговараме за сите клучни теми околу животната средина во Република Македонија, меѓутоа и за Даниела Арсовска, за тоа што се случува во Скопје, Дрисла, пречистителна станица, ѓубрето во Скопје и така натаму. 60 минути останете со нас, сигурно нема да зажалите. Бурна недела зад нас. Во неделата во 3 часот и 30 минути наутро беше убиен во Ханиоти во Грција Орхан Байрами Оки, првиот човек на најмокниот клан Грчес Дукјанџик, Бундес кланот во Република Македонија или во главниот град. Сите овие рекети, тргови, бело, обезбедување и така натаму, одеа преку тој клан. Последните 10 или 12 години убедливо најмоќен клан. Две лица на мотор доаѓаат во Ханиоти во одредена вила, чие изнајмување на дневна основа чини некаде околу 850 евра, го изрешетуваат со 19 куршуми Орхан Байрами Оки. Сега Слезовиќ е само ранет, има уште 3 лица. Имавме во вторникот одлична анализа која може да погледнат сите мембари, мембарси и луѓе кои користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Бидете мембари, тоа чини некаде околу 140-150 денари месечно, ќе добивате сите информации. Први информации, ексклузивни информации, сите кои ќе сте мембари во текот на летото ќе можете да гледате емисии во Центар, да бидете благовремено информирани и сигурно нема да зажалите. Во вторникот имавме анализа за екзекуцијата на Орхан Байрами Оки, се надам дека во недела ќе направиме некоја политичка анализа. Јордан Орце Камчев завршува на американската црна листа, вечерва интервју со Каја Шукова. Останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Каја Шукова, министар за животна средина. Просторно планирање, и тоа обично знаеме животна средина. Добро вечер. Од вас зависи ова работно време, скратено, не скратено, околу топлото во Република Македонија? Всушност Министерството за здравство ги дава препораките, владата ги усвојува или не ги усвојува препораките. Ја мислев да фатам некоја врска кај вас, гледате како топло време, какви услови преме, да можеме пред време да завршиме сезоната. Во Центар не било, не зависи од вас. Не, Министерството за здравство. Вие сте една од трите министри кои се излажани. Од вашиот колега Крешник Бектеши. Јас сум еден од тројцата министри кои што се одговорија на прашањето на новинарот. Никој од нас не кажа дека е излажан или изманипулиран, значи такви има, нели, констатации од новинарите. Јас кажав дека немавме доволно време и доволно информации за да можеме да одлучуваме дека се одеше многу брзо. Добро, значи не сте излажани. Меѓутоа, ајде како би го дефинирале тогаш тоа што се случи на седница на влада? Ако вие премногу грубо предпоставам зборот излажени, еве како вие со своји зборови би го дефинирале тоа? Јас сметам дека треба за вакви процеси да има диалог и дека треба да се разговара и дека треба да се објасни се од почеток до крај. Сметам дека ваква точка не може да оди како дополнителна точка на влада. Тоа зашто ја прифативте? Ако ваква точка не може да оди како дополнителна точка на седница на влада, вие сепак тоа сте го направиле. Премиерот, сите министри, ви помина слон што се вели на седница на влада, значи не помина мравка, помина слон. Одреден рудник или два рудника кои треба да се спојат, концесии кои треба да се спојат, кои претходно влада воден од Зоран Заев, тоа не го има прифатено, па имало референдум и така натаму и така натаму. Тоа е како слон некој да ви протне на седница на влада, тоа не е нешто што не е невидливо. Значи општото поимање на дополнителни точки на влада значи дека нешто мора итно да се донесе. Кога се става како дополнителна точка на влада, дали е заради одреден рок, дали е заради финансиски средства, дали е за праќање на крајот на војници во НАТО мисиите, како и да е, нели се случуваат секакви ситуации. Кога става некој ваш колега дополнителна точка на влада, сметате дека има добро образложение и дека тоа навистина треба да помине. Јас барем така работам. Тоа што го ставам како дополнителна точка на влада е нешто што навистина не може да чека редовна седница на влада. Значи, еве, најблагоречено сакате да кажете дека немал честни намери министерот Крешник Бектеши, имаше ден среда го снема ово интервју, денес имаше брифинг, пресконференција. Мислам дека имавте некоја вонредна седница на владата во неделата кај што се расправаше околу за топлотниот бран беше само. Да. Тогаш е вклучен
Да. од Америка и министерот Крешник Бектеши. Тоа е прва нели комуникација со вас кои сте излажани од него, односно еве ајде да речеме нечесно играл и поднел барање на седница на влада која не е така приоритетно како што покажа подоснежната расправа. Да, покажа дека не било приоритетно. Всушност, и кога ставате како дополнителна точка на влада, можете да ја видите во оној момент кој ќе се усвои дневниот ред на владата. Бидејќи и да била ставена и ден, и 2, и 5 дена пред тоа, дополнителна не е влезена во редовниот систем, ние не можеме да ја гледаме. Ако не е побарано мислење од било кое ресорно министерство, во случајов животна средина, еве, јас не можам да ја видам во систем се додека не се усвои дневниот ред. И ние ја видовме кога се усвои дневниот ред, тоа значи кога почнува седница на влада, спрашува тој што ја води седницата на влада или премиерот или подпредседателите, дали има дополнителни точки, министрите најавуваат. И тогаш се една од точките, да. Кога ќе се усвои дневниот ред, го рефреширате системот и ви се појавуваат Добро. и дополнителните на точки. седница на влада ја добивате. На седница на влада. На влада го добивате. Да. Тоа значи тој предлог за спојување на двете концесии на Да. Оваше се и Ловица Да. и Штука. Тоа Да. се две села, тоа е две села нели Да. во Босилево, мислам дека општина, Босилово, да. општина Босилево. И сега таму има некоја формулација рудници на смртта. Нели тоа се користи сега и во овие протести што ги правите така натаму рудници на смртта. Како вие ги дефинирате? Што всушност значи рудник на смртта? Има ли рудник на живот и рудник на смртта? Еве, ајде да направиме живот и рудник на смртта. Знаеме дека таа е тешко загадувачка индустрија, ако не експлоатацијата ако не е како што треба, а може да биде често, нели, затоа што е сепак е загадувачка индустрија. Заради тоа граѓаните ја викаат рудникот на смртта. Мислам, генерално рударството е многу тешка индустрија. Така е, и да работите во неа, таму треба да се копа злато и треба да се копа бакар. така. 56 километри е Иловица оддалечена од рудникот Бучин. На Google Map покажа дека е 56 километри. Имате ли одредени истражувања, одредени информации колку луѓе, на пример, умреле овие изминати 50, 60, 70 години колку се експлоатира рудникот Бучим, кој е на воздушна линија 56 километри оддалечен од Иловица, за Бучим да не биде рудник на смртта, а Иловица да биде рудник на смртта. Еве дали имате таква некоја анализа? Немам, не, за жал немам, не. Бучим е рудник кој што обстојува многу години. Знаете во кое време се отворени тие окна, да речем, или тие рудници. Не е само Бучим во наша држава, има повеќе. повеќе. Македонија ви функционира на тој принцип. Да, македонска се каменица, прави имате, рудник и врз да. база на рудникот се прави град. Така. Сега ви се развија тука една приказна дека тој крај всушност ке се ревитализирал, бидејќи Ловица има некаде околу 1550 според последниот попис колку што може да има 1550 жители, а селото Штука кој е на неколку километри од Ловица околу 700 нешто жители. Што значи дека се места кои се веќе иселени, кај што народ веќе не живее таму, претежно македонски места. И кои што живеат земјоделие во моментов? Дали мислите дека подобро ќе живеат од земјоделие или од рударство? Кој е вашиот став? Подобро ќе живеат од земјоделие. За мене земјоделието е многу поубава економска гранка отколку рударството. Ако јас се прашувам. Не збориме ние за подобро или за полошо, Да. нели? На крајот на криштата цела Македонија ние со фотоволтаици ќе ја направиме, бидејќи тоа е поисплатливо од земјоделие и сите земјоделски површини ќе ги дадеме за фотоволтаици или за овие панели што се прават, значи ако така ги поставиме. И за тоа треба многу сериозно да размислуваме. Ако така нели ги поставиме, ако така, бидејќи после 20 или 30 години тие ќе застарат панелите, тешко се разградуваат, тешко разградливи се така натаму. Ќе биде сериозен отпад. Ќе биде сериозен отпад. А ние водиме нели или владата води кампања зелена енергија, зелена држава и така натаму и затоа никој не реагира, или за родниците се крена една, ајде да речеме, хистерија од едната и од другата страна. За фотоволтаиците е друга приказна. Имаме 15-20 години, има решенија како може да се справуваме со тој отпад. Имаме доволно време како држава да се подготвиме да можеме да управуваме со тој отпад. А сега ни се потребни обновливи извори на енергија. И во таа смисла го поддржуваме, а треба да се внимава на прва и втора категорија класа на земјоделско земјиште. Мислам, жално е да имате таква плодна почва, а да ставате на незе фотоволтаици. Интенцијата и на владата е да се повеќе да се прави на 4-та, 5-та, 6-та класа земјиште, така 5-та, 6-та односно класа земјиште, да не се користи плодната почва. 590 жители биле во Штука. Значи 590 жители Штука или до 550 жители Ловица според пописот 2021-2022 година, што значи дека само околу 2000 жители. И се крена една општа хистерија во државата. Ако тоа беше во Скопје, ќе паѓаше или немаше да паѓа влада, знаете, бидејќи од малце оддалечено, дел на Струмичко, нели Босилово и така натаму, колку е тоа опасно.
опасно? Колку е тоа опасно? Знаете, има ли таму цени, читав некоја анализа 2013 година? По првиот проект има цијанид, кој што не е ревидиран и не е доставена ревидирана верзија. Значи првиот проект кој што е доставен во министерството пред повеќе години, се не сеќам точно која година беше, постапката е завршена, меѓутоа никогаш не почнал да се гради рудникот. Значи издадено е решение за оценка на влијание врз животната средина, многу давно, мислам 2012 година. Меѓутоа проектот не е почнал да се реализира, после неколку години има важност, престанува да важи. И во тоа време во проектот има цијанид. Најдене цените. Во проектот има предвидува. Се предвидува? Да. Има. Добре, и колку е нивото на опасност, да речеме? Видете, имате мерки за заштита. Не е дека немате, мислам, секако работат луѓе, рударите се луѓе, така на крајата краиштата, мислам, мора да имате мерки за заштита. Меѓутоа за тоа се вбројува во тешко загадувачка индустрија. Добре, бевте ли со тие луѓе да разговарате? Освен на протести, дали бевте со луѓе, бидејќи дел од луѓето кои се снимени на новија клипчиња, што ви ги покажав, кои се вртат сега по социјалните мрежи, нешто рудни богатства во Македонија, се 2 клипа. И се појавува таму некои луѓе кои живеат во Иловице, кои живеат во Штука, кои велат дека нив им е преку глава од земјоделие, бидејќи земјоделието е веќе паднато и дека тие за да се спречи белата чума или иселувањето од тој крај се залага за изградба на одредени рудници. Имаше и некој референдум кој беше прогласен од страна на судовите дека е неважечки, бидејќи бил на локално ниво, а не државен, да. А не државен. И всушност што таму сака населението? Сте го прашале населението што сака? Го прашувале многу, не сум го прашала јас, меѓутоа секогаш гледам различни изјави. Едни се за, други се против. Оние кои што можеби гледаат зголемување на економијата на тој дел на државата, можеби тие се за. Ако сметаат дека земјоделието е потешко, а да бидете рудар е полесно, тоа го оставам на нив. Мислите дека ќе има штета и врз Струмичкиот крај, сепак е тоа еден земјоделски крај, Босилево, Василево, Генерално да, бидејќи во плодно поле, Струмичкото поле, активирате рудник. Значи се менува. Тоа е исто како да речеме да земете сега во Теквешијата каде што имате многу винови насади, да имате рудник. Како ќе го извезувате македонското вино во Европа и во светот? СДСМ дојде на власт преку серија на референдуми кои ги правеше, Казан до Листово, Валандовски, така натаму и така натаму. Мислам дека потпредседателот на вашата партија Перо Костадинов има категорично дадена изјава дека ако се отвори тој рудник, дека тој ќе се повлече од политиката, ќе даде оставка во СДСМ и така натаму. Што ќе рече дека во тој еден период 2016, 2017, 2015 година СДСМ победува на локални избори и доаѓа и не победува на парламентарни, меѓутоа формира влада после парламентарни, токму врз база или на бранот на одредени референдуми каде што се проблематизира градењето на рудниците во Источна Македонија. Имаме ли точна цифра колку концесии се дадени во изминатите 10-15 години за одредени рудници, истражувања, подоцна експлоатација на одредени рудници, бидејќи тоа не е Крешник Бектеши, тоа мора да помине преку вашето министерство. Издадени се и преку Крешник Бектеши тој ги дава концесиите, се извинувам. Да. Така се да разграничиме постапката. Прво имаме дозвола за експлоатација. Тие се дозволи кои што се издадени во 2010, 2011, 2012 година, значи во повеќе наврати оди постапката. Прво истражни работи. Значи можеме ли да анализираме како почнува целата работа? Прво се дава дозвола за истражни работи. Истражни работи. Да. Значи тој кој што сака да инвестира во одредена област, во рударството во случајов, на одредена локација каде што има индиции дека можеби да има метал, во случајов злато или бакар, како и да е, прво бара дозвола за истражни работи. И тоа му го дава Министерството за економија. Значи он прави истражни работи, така? Тоа се посебни методи со кои што истражувате, туку истражува што има во тој регион или на таа локација. Така. После тоа кој ќе утврдите дека има капацитет тој локалитет, нели, за она што сакате вие да го работите, барате дозвола за концесија. И финалната фаза од која ќе добиете дозволата за концесија, измеѓу се и повеќе постапки, како оценка на влијание врз животната средина, треба да уредите урбанистичка документација, значи за ваков еден рудник мора да имате Г1 урбанистичка документација. Тоа е тешка загадувачка индустрија, не можете на Г2, на Г3, на Г4 да правите рудник, значи мора да имате и соодветна документација. Значи многу работи треба да се уредат во меѓувреме, за на крај да добиете дозвол за експлоатација. Да почнете да копате. За овој рудник. Првата дозвола за истражување е 2006 година.
подпишани Владо Бучковски на еден допис, мислам дека Радмила Шекеринска. Ама тоа се истражни работи. Тоа се за истражни работи. Да. И нели ВМРО ДПМН се го обвинува дека таа постапка почнува 2006 година кога е владата на Владо Бучковски, неколку месеци пред падот на владата на Владо Бучковски. Многу дозволи за истражни работи, за вакви истражни работи се даваат и многу од нив не завршуваат со концесии. И многу од нив не завршуваат со индустријски капацитети. 2012-2014, а посебно 2016 година, Никола Груевски влегува во кампања, дори сам говори во кампања, мислам дека сам го спомнува и Рудник во Иловица, дава одредени дозволи. Тоа е всушност предпокојањето сега помеѓу ВМРО и СДСМ, кој има дадено дозволата, кој има дадено дозволата за експлоатација на рудникот во Иловица и рудникот Штука. Дозволата за концесија, еве јас ги имам, значи точно на 16 јуни 2012 година, донесена е одлука и подпишана во тоа време од Зоран Ставревски, објавена од Службен вестник во 2012 година, и тогаш се дадени концесии, дозволи за концесии. Значи Зоран Од Ставревски 2012 и 2013 година. Како министер на финансија и вице-премиер, претпоставувам. Да. Потоа кумот на Никола Груевски, нели? Така. Ја дава. Да, еве ги 2012 и 2013 година концесија. Што значи? Тоа значи дека после таа концесија тој веќе може да почне да копа и да работи. Тогаш треба да заокружи, не ги знам многу постапките, тие се под Министерство за економија, не се под животна средина, меѓутоа знам дека после тоа следи дозвола за експлоатација. Фактички кога ја добиете дозволата за експлоатација, тогаш можете да почнете да копате, да речеме, народно кажано. Значи владата Никола Груевски всушност ги доделила дозволите за концесија. Дозволите за концесија. Така. И почнува целата таа перипети или целиот тој галиматијас. Два пати управниот суд има одбиено барање. Нели тоа е компанија која на крајот некаде почетокот нова година ја купува Лазим Дестани, фирмата Еколог, веројатно еден од најбогатите македонци од албанска потекло и така натаму. Ја добива нели ја треба да отвори она фирма која мислам ќе биде субвенционирана од владата за зелено возило, што беше минатата година направено. И сега е приказната дуи преку своите логистики во власта, преку своите логистики во управниот суд, всушност се преиначува претходната одлука која е два пати одбиена од судовите и треба да се дозволи спојување на двата рудници или почнување на работа со рудниците. Не би рекла дека е така. Што де факто се тоа го пишат нели медиумите, тоа никој не го демантира, дава дека 2019-2021, дури Зоран Заев нели во оној текст на ИРЛ, кај што и вие сте спомнете дека сте излажени од министерот, вели дека неговата влада веќе има забрането отварање работа на тој рудник. Од кога се случи ситуацијата да се усвои одлуката на влада и реакцијата на јавноста, после тоа седнавме, бидејќи и самите кажуваме нели дека беше многу брзо на седница на влада. Потоа малку посериозно ги разгледавме документите кои што во тој момент беа ставени на седница на влада и во самата информација, еве јас ја имам информацијата, самата информација која што е ставена на влада, значи на порталот на влада, на самиот крај, извинам само, повеќе документи се, на самиот крај вели вак. Ова од кога е одлука? Ова е информацијата што дошле на влада за донесување на одлуката за концесиите. Спорната. Ова е спорната. Ова е информацијата врз основа на која што требаше да се донесе одлуката. Која не сте излажени, ама ви е подметната. Добро, јас не сакам да користам такви термини, ама не бевме доволно запознаени. Не сте биле доволно запознаени. Да. И вели вака, во самата информација вели, Министерството за економија, значи поднесува, и вели вака, Министерството за економија предлага владата на Република Северна Македонија да одлучи дали ќе ја донесе предлог одлуката за спојување на концесии за експлоатација на минерални суровини, рудина бакар и злато на локалитетот село Иловица во општина Босилово. Значи тоа се два рудника. Да. И треба да бидат споени. Да. Зошто имат потреба да бидат споени? Тоа е прашање на кое што јас не знам и дали би сакала да дадам одговор, бидејќи ќе навлезам во полето на шпекулациите. Меѓутоа, она што го разбираме во меѓувреме дека дозволите фактички кои што ги имаат во меѓувреме се истечени за посебните концесии. Не знам колку е тоа. Вистина, тоа навистина треба да се провери. Со спојувањето на концесиите, јас мислам дека вие формирате ново концесиско поле и почнувате постапката од почеток. Ми рековте дека габаритот на концесиското поле нема да се прошири, ама добивате една концесија. Сега имате една концесија. Што значи дека ако имате една концесија треба да има нова постапка. Нова постапка за концесија? Да.
нова постапка. Добро, се велите дека не сте информирани. Не сум во целост, ама мислам дека да. Тоа значи нова постапка, сите постапки ќе треба Вие на сте ново. министар за животна средина. Да. Ова е сериозен еколошки проблем. Да. За вакви сериозни еколошки проблеми во Велика Британија 3 месеци ќе се расправа. Главни, без разлика дали е тамо некаде Шкотска, дали е доле Кардиф и така натаму, исто и во Америка. И не знам, кога сме биле на некои специализации или кога сме биле на одредени обуки по Америка и Велика Британија, кои новинари кои напракиле од овде, ние сме гледале дека главните теми тамо се или убиства, или некои криминали, или еколошки проблеми. И се ако ваков случај ви се случува, не може да речете не сум информиран, бидејќи тоа сериозно е загрозува безбедноста и живеачката на еден дел на луѓето кои живеат на Република Македонија. Тоа е толку сериозен проблем и сега повторно велите не сум информирана, че ако сте биле неинформирана кога Кришне Бектеши тоа го дава, и што се појавувате на емисија велите повторно не сум информирана, кога ќе бидете информирана да ве прашаме? Да ви кажам, јас ги поминав сите материјали. Тука Добро. има толку многу одлуки. Една, друга, трета. Толку има пресуди на суд. Мислам, искусен правник Хаос. би се Хаос. не би се Хаос. снашол. Хаос, Земете значи. да ја прочитате информацијата, погледнете, ова се е информација во неколку страни, која што ја дава постапката од почеток до крај. Значи, тука толку многу информации има за доделени една експлоатација, за истражни работи, за експлоатација, на едното концесиско поле, на другото концесиско поле. Укината, на еден суд, на друг суд, на трет суд. Мислам, разбирате овде дека правник да сте, ова тешко ќе го Тамо ќе го во меѓувреме сватите. се менува и собственоста, нели? И тоа меѓу другото се. На почетокот на Да, и тоа 2023 меѓу другото- година, на почетокот на 2023 година фирмата Еколог, или Да. капитално поврзан, или како да ги дефинираме на Еколог, нели Euromax Resources, Дури како името се на нарекува. фирмата се променува на самиот почеток. Дури јас и таква информација добив од службите кај мене, кај нас на работа, бидејќи првично настапиле било со едно име, а потоа во меѓувреме се менува и името на компанијата. Тоа го немам кај мене тука, значи некаде тоа 10-та, 11-та, Значи 12-та Euromax година. Resources го подпишува договора за концесија со влада Никола Груевски 2012 година. Да. Тие подпишува значи 2012 година. Па подосна управниот суд заседава, Така. одлучувајќи против Euromax Resources два пати, прво од 2020 година, значи Зоран Заев е премиер, и потоа од 2021 година отфрлајќи ги нивните тужби како неосновани. Неосновани се бидејќи 2020 година всушност се прекината целата постапка. А во меѓувреме уште два пати е донесена одлука на влада за да се направи спојување на концесиите. Многу работи се случувале во овие десетина години. 2019 година владата значи еднострано го раскинува договорот. Да. Тој договор 2012 што го подпишува Никола Груевски што им дава нели Така. дозвола за експлоатација. Така. Да. И 2019 година на седница на влада Зоран Заев еднострано го раскинува Така тој е, договор. да. Колку пари прва да име? Многу ли пари чини тоа? Колку чини државата раскинување на одреден договор? Бидејќи сега поно што го гледаме ние на социјалните мрежи или што го слушаме на социјалните мрежи, тоа е македонска руда. Некој профил, некој акаунт македонска руда и таму се изнесот одредени страшни проценки. Енормни бројки се кажуваат, например, дека тоа ќе чини 1,3 милиарди евра ќе ја чини државата целата постапка за сите рудници кои се прекинати. Постапките или со земени лиценците. Толку ли пари ќе прати државата? Значи јас не знам кој се дава за право да дава вакви проценки, кога прво не е почната. Тоа се активни, предпоставам, арбитражни постапки. Па мисли Ама на ако Тораница, мислат да направат мисли на Казандол, мисли на Саса 2009 година што е направено, мисли на Иловица. Еве ги на тој клип како пишуваат 945 милиони евра. Се основните трошоци, 420 милиони долари, 420 милиони долари се овие дополнителни трошоци. Подосна има уште една цифра, кај што се пише 833 милиони евра основна вредност на споровите и 496 милиони евра се камати и адвокатски услуги. Се на се собрано 1,3 милиарди евра. За неколку процеси, за повеќе процеси. Да, За постапки кои се водат спекулациите пред за овој процес само за арбитражен суд, пред меѓународен суд. Спекулациите само за оваа постапка, пошто јас во ова времена дистанца би ги нарекла се уште шпекулации, пошто не се знае ни дали ќе има арбитражна постапка, се дека ќе биде повеќе од милиарди евра. Мислам врз основа на што? Ќе прашувам. Да ви кажам, и јас се прашувам, навистина. Мислите дека толку овие што се компании што вршеле истражување, а подосна експлоатација пред да се почне со производство, дека толку пари имат вложено во тие рудници?
Ќе испадне дека за ОКТА помалце пенали сме платили ако бил Никола Груевски министер за трговија успоредба со овие рудници. Не верувам Ако дека толку се пари потроши. носат рудниците, тогаш ајде да направиме нелистата ситуација имавме со литиумот во Србија, протести, се мобилизираше целото население и така натаму. До ден денес Вучич вели ако дозволивме рудник на литиум да биде изграден во околината на Лозница, околината на Шабац, тоа ќе беше најбогат крај на територијата на Србија. Правиме ли ние грешка што не дозволуваме рудници за злато во Македонија? Можеби ќе носат пари, можеби луѓето стварно или навистина ќе живеат богато и ќе може да се прават профити од тој рудник. Јас мислам дека ние треба да како држава да одлучиме во кои делови на државата сакаме да имаме развиена индустрија, а во кои делови сакаме да имаме развиено земјоделие. Во оние делови на државата каде што веќе не е развиено земјоделието, а Струмичкото поле е едно од најплодните почви во државата, мислам дека не треба да размислуваме за рудници. Тоа е моето мислење, така? На државата е да донесе стратегија. Кога носи државата стратегија, треба да ги праша сите ресори, секој во својот аспект. Ќе го праша Министерството за економија во делот економскиот дел, така и Министерството за финансии, ќе праша животна средина во делот на животна средина, Министерството за земјоделие во нивниот делокруг на работење. Значи мораме да еднаш, значи најлесно да кажете ќе доделиме 25 концесии или 22 како што кажале во Госпоѓа Шукова. Министерот за опозицијата или лидерот на ВМРО ДПМН, гледате, подсвесно ми е министер за опозиција, лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, ја повика се поднесете оставка, ако сте били излажени, или ако не ви била кажана вистината, или, ајде да потребиме некоја таква формулација. Гледате, 3 министри се произнесувате во текстот на ИРЛ дека не сте биле правилно или доволно добро информирани. Доволно добро информирани. Ајде, вие сте министер за животна средина, просторно планирање и да не сте доволно добро информирани, некоја штета од државата од тоа нема да има. Меѓутоа тамо има министер за внатрешни работи кој тоа го кажува и министер или министерка за одбрана кој тоа го кажува. Ако министри на чело на двата клучни ресори, безбедносни ресори, вела дека немале информации, дека не биле информирани од министерот, што ќе рече дека намерно информисарот за економија не ги информирал, двата клучни министри, Оливер Спасовски и Славјанка Петровска, тоа е сериозен проблем. Тоа значи дека нешто во државата, во дел на полиција, во дел на одбрана, може да биде направено да не бидат информирани министрите. Тоа е сериозен скандал во било која нормална демократска држава. Повторно ќе кажам, за вакви сериозни процеси мора да има, велите повеќе месеци, се согласам, ама ако не повеќе месеци, барем да има повеќе денови дискусија и да не оди како дополнителна точка на влада. Ова е сериозно. Значи се снимаат седниците на влада. Се што е кажано на влада, како се однесувал и министерот кој што е поднел информацијата како дополнителна точка и што кажал. И што кажале сите други, за тоа се отворени седници на влада. Во неделата министерот е вклучен на конференцијска врска од Америка. Бидејќи е на службен пат во Америка, ако не се лажам, се врати пред еден или пред 2 дена. Како се однесуваше министерот на таа седница? Јас да ви кажам, на таа седница се приклучив на самиот крај. Ви кажам отворено, имав некои обврски. Ама вие ко Никола Груевски. Треба да се подпише Никола Груевски го нема, го подпише Зоран Ставревски, го треба нешто се одлучи, он оди во тоалет или така и вие или не сте знаели или не сте биле присутни. Се приклучив, меѓутоа, бидејќи се приклучив покасно, ги прашав колешките што се случуваше на самата седница на влада, дали покрај, еве ви кажам наотворено, дали покрај за тоа што се разговараше за топлотниот бран, нели дека треба да се донесе одлука, се дискутираше и за некој друго прашање, рекол дека ни едно друго прашање не беше отворено. Значи дополнително ни едно друго прашање е отворено. Не. Сега вие најавувате дека ќе правите референдум. Каде што ќе го прашате повторно локалното население или цело население во Република Македонија? Што мисли дали треба дека да се судот отвора... не ги прифаќа локалните, мора да биде државен референдум. Значи референдум кај што ќе се одлучи дали треба да биде граден тој рудник или такви слични рудници. Зошто го правите, например? Тоа вие сте влада, имате доверба од граѓаните, сте добиле на избори, ќе има за 1 година. Гледаме дека граѓаните не сакаат рудник во тој крај на државата. Таа логика, господи Шукова, граѓаните не сакат ни бугарски предлог по сите анкети, не сакат ни француски предлог, па не гледам дека правите референдум за бугарски или за француски предлог да ги прашате граѓаните. Сега, ако принципелно,
ако принципиелно некој швајцарски модел практицирате на демократија, кај што ќе прашате непосредно граѓаните на референдум што сакаат, тоа што треба за француски, за бугарски предлог да ги прашате. Мислам дека се неспоредливи тие. Мислите? Овие две работи. Мислите дека здравието на државата или иднината на државата е помалку вредна од некој рудник во Источна Македонија? Знаете што, затоа во постапките за рудниците имате ресорно Министерство за животна средина, кој што ќе постапува согласно закон. И да се случи да постапката продолжи, има ресор кој што ќе цени студијата за оценка на влијание, ќе цени експертската јавност, ќе цени, нема да цени само обичниот граѓанин. Тука ќе бидат вклучени експерти, ќе бидат вклучени професори. Значи ние ќе бараме мислење од сите. Никола Груевски вели дека одредени фирми кои не победиле на тендерот за овие рудници, бидејќи нели бил тендер и така натаму, имало луѓе кои се пријавиле, тендерска документација, тендерски услови, дека тие кои изгубиле на тендерот, сега го користат незадоволството на граѓаните, тоа има нели Facebook статус тоа што беше објавено, мислам дека може да избришено меѓувреме, не е важно, меѓутоа имам некој принт скринови направено, дека тие што изгубиле во постапката се сега незадоволни и бесни и го користат незадоволството на населението да можат да финансират и да предизвикуваат вакви процеси. Секој има право на своje мислење. Не знам што да ви кажам, мислам, се што ќе кажам друго е, пошто е непроверено, е шпекулација. Значи, ДУИ е за изградба на тие рудници, бидејќи министерот Бектеши не би доставил одреден предлог на сама седница на влада, ако не е консултиран со Артан Груби, со Али Ахмети и така натаму, што ќе рече дека ДУИ, бидејќи членот кој бил представник на ДУИ во државната изборна комисија, сега мислам дека во тоа судско трошчено судско тело кој носи одлука сега некаде 2023 година, едниот е представник на ДУИ, мислам дека е господинот Живковски, синот на Родна Живковски, братот на председателот на општинска организација. Да, синот на Родна Живковска и мислам дека брат на председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кисела Вода, Иван Живковски, дека и тој учествува во тој процес на гласање, но се одлука дека се прифаќа барањето на Дестани и на целата ова структура. Што ќе рече дека ДУИ е за таа одлука, а СДСМ протестира против таа одлука. Односно дека СДСМ сега протестира против владата на Али Ахмети и на ДУИ. Јас така тоа го сваќам. Па не би рекла дека тоа е така. Јас мислам дека треба процесите во државата да се одвиваат врз основа на разговор. Вие сте сега опозиција во владата, Али Ахмети е власт или вие сте власт во република? Бидејќи вие против кого сега всушност протестирате, испаѓа дека СДСМ, бидејќи таму на тој протест беше потпредседател на СДСМ Перо Костадинов. Бевте вие министерка за животна средина. Беше председателката на Унија на жени или како се вика на СДСМ, господјата Тренчевска министерка за труд и социјална политика, што ќе рече дека високото раководство на СДСМ протестира против одлуката или против владата на Република Македонија предводена од ДУИ, Али Ахмети и Крешник Бектеши. А јас би рекла вака. Ајде, како ви Јас би рекла вака. Зошто е проблем да 1, 2, 3 или 5 министри во една влада не можат да побараат да се ревидира една одлука или да се преиспита дали одлуката донесена правилно или не. Мислам дека тоа го имавме како пракса до 2016 година, кога не смееше да се противречи и кога се знаеше како се носеа одлуките. Мислам дека сега сме малку поотворено општество и мислам дека дури во рамките на владата, без разлика што владата не е од една политичка партија, него од повеќе политички партии, и да се донесе некаков акт на владата, ништо не е страшно да се побара, повторно да се преиспита дали тоа што е направено како што треба или не. Гледате, во Струмичко има многу малци албанци. И воопшто албанците многу малку комуницираат со тој крај на Македонија. Комуницира со Западна Македонија, таму потегот, не знам, од Липковско па доле до Струга, до Ќафасан и така натаму и така натаму. Значи некој треба да добие информации дека во овие рудници, во Иловица и во Штука, кои се таму во Босилово, општина Босилово, дека има руда, дека има пари, Дестани албанец, веројатно еден од најбогатите, нели, Шкенди и така натаму, фудбалскиот клуб, за да може да инвестира пари во тој рудник. Тој се појавува, нели, како инвеститор, односно се појавува неговиот син. Речи, нели ви мириса целата работа помалце? Стварно не сакам да шпекулирам. Дека има тука нешто коруптивно, гледате сите овие приказни Пуцко, Петрол, таму, па пари, па Тец Неготино, па и така натаму, па влегот сега и во овој бизнис со злато, со бакар, ми чувствува дека вие се тотално на подредена позиција во оваа влада. Па не би рекла, ние сме
партијата која што ја води оваа влада. Сигурно сте? Јас да. Сигурно, добро, ако сте сигурна. Ако сте сигурна, тогаш Видете, се може да има, секакви позадини може да има. Мислам, се што ќе кажеме сега во моментов, јас стварно немам информации. Мислам, слушам секако како и вие. Слушам и се спекулира и во јавноста, има секакви изјави, секакви објави. Мислам, читаме се, меѓутоа додека нешто не се потврди, јас стварно нити сум можам да кажам да, нити можам да кажам. Зоран Заев вели дека во тој текст на ИРЛ вели дека не би коментирал, но очекува владата на Димитар Ковачевски да го следи примерот на неговата влада која 2019 година на седница на влада еднократно го прекинули, го поништува овој договор со околу овие два рудници. Тоа е изјава на Зоран Заев. Вие во СДСМ важите за човек на Зоран Заев. Добро. Дали тоа е можеби, не велам, можеби удар на Зоран Заев кон структурите на Димитар Ковачевски? Не. Апсолутно не. Ние на оваа тема, значи во Зајловица, разговаравме со нашиот председател на партија, нели, вклучително и премиер на владата. Имавме во рамките на партијата сериозна дискусија во однос на ова прашање. Ги разгледувавме документите и рековме дека и градиме став и тој став го соопштивме према јавноста. И стоиме на тој став. Не е прашањето ни дали се вклучува Зоран Заев. Господи Шукова, имате седница неизвршен одбор или како ви се вика тоа тело во партијата на СДСМ, кај што Димитар Ковачевски ве информира сите. Ми мислам дека по службена должност како министар присуствувате на седници неизвршен комитет. Бев присутна на таа седница. Кај што вели има судска одлука. Така. Преку референдум ќе се руши таа судска одлука. Тоа веројатно се тие три точки на Димитар Ковачевски и немојте да давате никакви изјави, бидејќи на тој начин ќе рушиме целата. И вие давате изјави за ИРЛ. Давате вие, Славенка Петровска и Оливер Спасовски, барем двајца од тие тројца се луѓе на Зоран Заев. Дали тоа не е конфликт натре на СДСМ? Бидејќи сите говорат за конфликт СДСМ и ДУИ, ве запрашувам дали не е конфликт натре во СДСМ? Не. Значи вака, беше кажано дека јавноста бара став од СДСМ, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И ние став и дадовме на јавноста. Никој никогаш не ни кажал, не смеете да имате свој став, свој личен став и да размислувате со вашите глави и ако ви постават прашање, да одговорите на прашањето. Такво нешто јас, од кога сум во СДС, не сум многу долго, јас сум 4-5 години, јас такво нешто не сум слушнала ниту на еден извршен, ниту на еден централен. Не. Наредби од таков вид, особено во овој сега со Иловица, не. Разговор и дискусија, кога разговаравме за Иловица, тоа не беше 2 минути, 3 минути, 5 минути. Тој извршен траеше подолго. Сите тамо бевте. Сите си имаа право на глас. Имаше што преовладува, да речеме, што преовладува на таа седница на извршен комитет на СДСМ? Кој став преовладува? Дека треба да има рудници или дека не треба да има рудници? Нашиот став е изграден уште од 2012 година. И ние не го променивме ставот од тогаш до денеска. И ние стоиме на тој став. Дека не треба да има рудник Иловица штука, нека не треба да има. И немаше никој поинакво мислење на телата на партијата. Сите повеќе се пријавија за дискусија. И тие што доаѓаат од тој крај, и тие што се од Скопје, и тие што се повисоко функции. Оливер Спасовски вели, ако народот не сака да има рудник, нема да има рудник. И јас го велам истото. Добро. И ако ДУИ смета дека треба да има рудник, бидејќи членот или човекот кој ДУИ го има предложено да биде член на Државната изборна комисија, сега е по тоа судско тело на управниот суд, гласа за укинување на одлуката или на пресудата на владата, или како да го наречеме од 2019 година. Два пати управниот суд ја потврдува одлуката на владата, сега трет пат по барање на висшиот управен суд се враќа на повторно разгледување, ново судско тело е направено, Живковски е тамо, представникот на ДУИ е тамо и се носи со сама друга одлука кај што се сугерира да се врати предметот на повторно разгледување. Односно се поништува одлуката на владата од 2019. Ако ДУИ Ама за концесија одлука. За концесија. А не за спојување. А не за спојување. Ако ДУИ остане на тој став, што ќе прави СДС? Ставот на ДУИ го гледаме. Да се гради. Јас не видов став на ДУИ. Како што имаше став на СДСМ. Ако Крешник бектеше... Ние јавно изјавивме со став излеговме, политички став излеговме, значи имаше партиски став, така? Пресконференција партиска. Крешник ви освен што говорите во лично име, освен што говорите како министер за животна средина, говорите и како представник на СДСМ или како кадар на СДСМ. Крешник бектеше освен како министер за економија, говори и како кадар на ДУИ. Тој го доставува тој предлог, така што велите не се доволно информирани на седница на влада,
Што ќе рече дека дуи не си има во овие 10 дена дистанцирано од него, оградено од него, или побарано, еве денес брифингот, вчера го гледаме брифингот, не гледаме дека Крешен Бектежи нешто атерира од својата позиција. Што ако дуи остане на таа позиција? Не знам, тоа се прашања кои што ќе се решаваат на некое друго ниво. Не е моje да шпекулирам и да кажувам. Вие сте лично сигурна дека добра одлука правите да нема рудници во Македонија? Јас не велам дека сегде не треба да има рудници во Македонија. Во делови каде што не е развиено земјоделие, апсолутно се согласувам. Ако има, сега не е битно дали е бакар или е злато или е нешто друго, таму треба. Еве Никола Кујевски вели дека Апсолутно не велам дека сегде не треба да има. Во Финска имало некој рудник сличен, нели тоа на Facebook имаше напишано, каде што е скијачки центар, и дека еве на финците не им пречело да има еден таков рудник во скијачки центар, и ниеден финец не умрел всушност од еден таков рудник. И дека треба да се гледа на еднината е да се гради, да се инвестира во рудници, во индустрија, така натаму и така натаму. Треба да се гради, меѓутоа ние го поминавме тој пат, знаете, на индустриализација со Јосип Брз Тито и Јосиф Виссарионовиќ Сталин. И од тоа време ни се нас и рудниците во државата. И козите на Лазар Колишевски, нели, да го вратиме оној филм, омилен филм на ВМРО ДПМН, и сега ние се враќаме во фазата на кози, во фазата на земјоделие, вие треба да го вратите се населението да се бави со земјоделие таму. Тешко ќе го вратите, тие се седнете се на Facebook, штракат на Facebook, на Instagram. Какво земјоделие ќе терат? Какво земјоделие ќе терат? На населеното место Ловица, на населеното место Шука, тоа е поширок опфат. Струмичкото поле е поширок опфат. Значи имате делови во државата каде што немате развиено земјоделие, можеби таму има можности за рударство. Има ли сериозни закани за животот на луѓето во тој крај ако се отвори рудникот? Има еден текст на Facebook, би сакал да ви ги прочитам роките. Не сум ја експерт по тоа, затоа сакам со вас. И ловица сулфурна киселина H2SO2 347 тони за еден месец. Верувам дека ќе се користат толку, да. Натриум цианид NCN 87 тони на еден месец. Тоа се бројките. Хлороводородна киселина HCl 67 тони на еден месец. Тоа се големи количини. За да имате рудникот таков попат, ќе се користат, можеби не точно, нели, во овие бројки, меѓутоа се користат големи количини. Точно е тоа. Напишано на Facebook, нели, да не го спомнам името на човекот, не сум го прашал за согласност, меѓутоа чисто ги читам бројките, вели дека рудникот е Ловица кој од отворен тип не се вика, нели, случајно рудник на смртта без причина. Ова се само дел од токсичните материјали што Евромакс сака да ги користи и потоа да ги складира на отворено на месечно ниво во едно од највисоките брани. Тоа е колку, некоја брана 250 метри. Да, има там, да. Брана 250 метри треба да биде висока, со хидројаловина во светот. Овие отрови ќе испаруваат во воздухот, ќе планираат до водите, ќе уништат почвата. Сите оние што го релативизираат отварањето на рудникот или го продаваат како развој, нека се обидат да се развијат дишејќи, едејќи, пиејќи вакви отрови. Значи, се тие отрови коректни се бројки. Не знам дали се точни бројките, ама такви дека ќе се користат, дека ова ќе се користи во производството на руда, ќе се користи. Да, јас сега се обидувам да најдам, пошто јас го гледав и процесот. Прво да ви кажам и концесискиот опфат апсолутно не е мал, значи 168 хектари по првиот концесиски, потоа гледам во 2016 година кога доставиле повторно, ова сега кога се доставувани документи во животна средина. Века предвидено е проектот да покрива површина од 500 хектари во рамки на концесиски простор од 1500 хектари. Значи не зборуваме само за 2 населени места. Зборуваме за многу повеќе. Или 500 хектари. Да. Значи, тоа го читаме од документите, тоа го извадивме од документите кои што се стигнати во животна средина. Неколку пати ги именувате документи. Именуваат. Неколку пати имињата на фирмите ги именувате. Знаете ли на крајот како сика фирмата? Што всушност барат? Дали сега знаеме како се вика, да. Нели меѓувреме тоа се Ама меѓувреме се променило, тоа сам јас во тоа време не повеќе го именуваат името на фирмата, него ние што сме и проектот се менува во меѓувреме, да. Колку ние сме името на државата. Вака. Во ваква индустрија, сега вие како овие поморовци кикате Северна Македонија не ја признам, така да овие ќе викате вие дека не ја признавате името со таа фирма. Не. За ваква една технологија, значи да произведувате руда, имате повеќе фази. Имате дупчење, минирање. Имате транспорт на материјалот кој што сте го минирале, па имате дробење и мелење на рудата, па имате флотација, па имате депонирање на руднички отпад или јаловина.
Тоа бучим што се Тоа, прави, тоа. што се прави планина. Така од страна кога одите од Радовиш према Струмица. Така. Јаловините, а знаеме, ние како држава имаме многу хотспотови, индустријски хотспотови викаме од времето. Југохром и Гуневце депонијата. Знаете за случај. Да. Така. Имаме други депонии, имаме проблем со ОХИС. Ние не си ги решивме како држава, самостојна држава колку години сме, индустријските жаришта почнавме со ОХИС, и то со малата депонија. Нас ни стојат уште 7-8 големи хотспотови во државата, во кои што не е инвестирано, тоа се индустријски хотспотови, кај што треба многу пари да се инвестираат, за да се средат, за да не ни прават проблем. Имаше идеи, имаше инвеститори во текот на годините кои што доаѓа и бара да ги обработуваат јаловините на лице место. Ке направивме невидена еколошка катастрофа и јас сум навистина среќна што никој Како да ги обработуваат? така да ги извадат, да го извадат она што е вредно Од во јаловината, а другото што ќе му прават? Да го вратат на лице место. Таква деградација во моментот ќе направат на животната средина. И сега почнуваме да размислуваме за нешто друго. Во план ни е да направиме на студија, да направиме само заштита на лице место и евентуално испусните води, пошто знаете кога врне дожд, низ депонијата имате исцедок да можеме да го прибереме исцедокот и да го третираме. Едноставно да ги затвориме. Да нема Сеќам кога беа оние некои текстови пред 10-15 години за испарување за одредени штетни частички, така натаму, по автопатиштата во Македонија, и сите овие, посебно во делото Скопје кон Тетово, кај што се одредуваат јагоди. Бидејќи нели беше кажано дека јагодите најбрзо тоа го апсорбират, еден временски период целата околу Скопје, околу Тетовско, значи на тој потек многу тешко може тоа да го продават, бидејќи луѓето населението не сака тоа да го купат. Ако може да направите споредба помеѓу Југохром и овој рудник сега Штука и Уловица, со два рудници кои треба да се експлоатират, каде е еколошката опасност поголема? Југохром и Гуновце исто така имаше. Го затворивте. Има депони го затворија, таму заради отпрашувањето го затворивме, бидејќи немаше филтри за отпрашување, бидејќи целата прашина од процесот одеше во Тетово е повторно најзагаден град. Гледате, го затворите Југохром, а изминатава година Тетово повторно беше еден од топ 2-3 градови најзагадени во Република Македонија. Да. Југохром само делумно влијаеше врз, меѓутоа локално влијаеше многу. Нели тамо беше приказната дека тоа беше бастионот на македонштината и дека Теута Арифи токму бидејќи тоа е бастионот на македонштината и изнајднала некој или нашла некои модалитети или некои причини зашто да го затвори Југохром и Гуновце, дека Југохром и Гуновце се суша затворен без некаква причина. Јас една работа неколку пати сум ја кажала и денеска повторно ќе ја повторам. Животна средина не смее да се базира на основа на политика. Значи не смееме да си играме со животната средина. Умират луѓе. Умират луѓе. Да. Че господи Шујко, ако треба веќе да кажам мој став. Јас сум против рудници било каде. Без разлика на све. Ако веќе сме решиле да градиме зелена држава, зелена економија. Ако веќе сме решиле да ја правиме Македонија некое модерно, пристојно место живење, тогаш треба да расчистиме со овие работи, да не ни се повторуваат ко свински стрева на секој 1 или 2 години, бидејќи пари и профит никош нема да се доволно, а еден спасен човечки живот, тој став беше кога беше короната. Еден спасен живот е доволно вреден сите да носиме маски, тоа беше мој став. Без разлика дека јас не се согласував со тоа. Меѓутоа тоа беше став принципелен во однос на целото ова прашање. Така што јас ви дам целосна поддршка околу вашиот став да нема рудници во Република Јас сметам дека треба да како држава да донесеме стратегија и да кажеме на овие места, локации може да имаме индустријски капацитети. На овие ќе развиваме земјоделие, вложуваме многу во земјоделието. Не знам дали колку го следите работата на Министерството за земјоделие. Најдобри сме во имплементација на ИПАРД средствата, 100% реализација. Никој друг на Балканот го нема направено тоа. Ни се отвара третата транша што е преку 200 милиони евра. Да сега трошиме европски пари за да инвестираме во земјоделие. И во тој земјоделски крај кај што инвестираме, Струмичкото поле, ние сакаме да отвориме. Па нема никој да им купи ни патлижани ни ништо. Па токму тоа е. Нема никој да им купи. Токму тоа е битно. Ќе одиме на зелено пазарче, ќе ги прашаме од каде сте, ако со Струмица ние нема да окупиме. Истото се случува да речеме во Тиквешијата. Прашајте во Тиквешијата колку винарски визби имаме таму, кои што работат одлично и прават одлично вино и веќе се извезува од државата. Да им отворите индустријски капацитет во близина. Па ние со фени се мачиме со години, така ги натеравме
инвестира во заштита на живота средина. Ајде ќе речете тоа е стар индустријски капацитет. И сега да отворите рудник во Тиквешијата. Добро, господи Шукова, едно прашање, можеби не е кај вас во ресорот. Имаше некои најави дека рек Битола ќе треба до 2028 година. До 2030 беше планирано да се затвори. Да се затвори. Да. Бидејќи загадувачка индустрија, нели? Да се преди кон енергетската криза, да, повторно ги активираше сите капацитети во државата што можат да произведуваат електрична енергија. Би се согласен ли државата рек Битола да биде затворен? Значи не говорам јас од некој економски аспект. Луѓе таму ќе изгубат работа, биејќи двете големи политички партии кои се менуваат на власт, најголемите пари ги прават од ископот на јаглен или купување на јаглен за функционирање во Република Македонија. Дали Европска унија ќе не притиска? Енергетска заедница секако. Ќе не притиска. Да. Енергетска заедница секако. Значи како ќе продолжуваат секој еден преговори? проект, да, извинете, секој еден проект што го правиме во делот на енергетика е под лупата на енергетска заедница. Не Европската. Не Европската унија, да. Значи има таму правила, сите играат по правилата, работат по правилата и ние треба да го правиме истото. И затоа се стремиме кон Европската унија, затоа што за одредени работи едноставно правилата не функционираат. Гледате, Кратово што се случуваше. Да. Македонска каменица. Пробиштип. Јас никош не сум сакал нели да ги снимам тие приказни на луѓе кои имаат одредени здравствени проблеми, бидејќи тоа ми било некако што знам како играње со чувствата на населението. Сум ги избегнал тие теми бидејќи сметам дека на тој начин преку некоја влијателна емисија веќе влијаете на одредени процеси во Република Македонија. Меѓутоа мислам дека дојде време кога конечно треба да почнеме да мислиме. Кај живееме, како живееме, во кои услови живееме и што правиме тоа да го подобриме. Ако луѓе гледаме дека ни умират, ако се зголемува процентот на канцер, на бели дробови и така натаму, тоа не е само поради пушење на цигари. Многу фактори влијаат, меѓу кои што и загадувањето на животната средина. Уште две прашања. Едната е Даниела Арсовска, пречистителна станица. Почна 110, 120 милиона, па со анекси 130, 140 милиона. На крај, колку што сега сваќам, ќе испадне 200 милиони. Да, околу 200 милиони евра. Сериозен раскол помеѓу структурите на ВМРО-ДПМН, тоа рачење во мед, тоа говори дека станува за големо количество на пари. Што де факто се случуваше со Даниела Арсовска и помогнате ли вие на Даниела Арсовска и како денес тој проект стана тежок 200 милиони евра? Пречистителна станица во Скопје. Не и помогнавме. Ние стана 200 милиони заради тоа што многу луѓе требаше се намират. Многу луѓе требаше да добијат нешто. Не. Имате различни типови на третман. Имате примерен, секундарен и терцијален третман. Со овие средства, а сега проектот стана стварно 200 милиони евро, од кои што 70 милиони евра се грант пари од Европската унија, можеме и да предвидиме и терцијален третман. Тоа што значи? Да направиме финалниот третман. Утре да не мора да инвестираме нови пари. Значи имаме целосен третман за градот Скопје. Со тоа што во моментов документацијата е подготвена за секундарен, треба уште малку да се направи модификација, тоа може да се прави и да имаме терцијален третман и градот Скопје правиме еднаш пречистителна станица и таа е инвестицијата. Факт е дека е голема. И како комуницирате со Даниела Арсовска? Обично луѓето кои комуницираат со неа велат, седнувате, се договарате и нема друга средба. Или ако има друга средба, тоа што е договорено на првата не важи. Значи нешто како Христо Ницкоски нове лидерски средби со Димитар Ковачевски. Вие сте имали ли таква некоја средба со Даниела Арсовска? И дали вие имате де факто информации што прави градоначалничката на Скопје со пречистителната станица во главниот град? Има работни групи, работни тела во рамките на кои треба да учествува и градот Скопје, треба да учествува и водовод и канализација како главни бенефишари од корисници на проектот, нели утре они ќе го управуваат. Имав јас комуникација, јас бев во градот Скопје на состанок, првичен состанок кога станав министер. Имавме разговори за многу теми, меѓу кои што и за пречистителната станица, каде што добивме уверување од градоначалничката на Даниела Арсовска дека ќе бидат редовно вклучени во процесот и дека ќе се стремат кон реализација на проектот, бидејќи секако И не ве вклучи. Не, ние сме вклучени секако. Имате информација? Ние сме вклучени секако. Имаше еден проблем, еден период, тие не се вклучуваа во работата во работните групи. Господи Шуко, дали имате грейс период од момент кој е донесена одлуката и до момент кога е информирано за одлуката? Тоа се главните забелешки за Даниела Арсовска, дека има некој геп од 10-15 дена, кој никој не знае што де факто се случува со одлуката за пречистителна станица.
Помината е на совет, помината е во тие работни тела и помеѓу тоа што е поминато и тоа што е објавено, постои 10 или 15 дена. Што е правено во тие 10 и 15 дена? Тоа ќе мора да прашате, да го прашате градот. Има Немам таков информација. Има таков грейс период? До информацијата дека е потпишан договор за градба, ако тоа ме прашувате, Да, тоа договор за прашувам. надзор и договор за градба, да, имаше еден мал период, да. 10 до 15 дена, да. Коса на Мазнева Николич, ѓубрето во Скопје, бркање на луѓе кои нели не доаѓаат, кландарлишта, така ли се нарекува, трета смена, општина Чајри, така натаму и така натаму, 2 или 3 или 4 дена новија Горештини Скопје се беше потрупан со ѓубре. И помогнавте ли? Вела дека Оливер Спасовски помогна на Косова Мазнева Николич, бидејќи е негов играч. Ја спасил кој била во електростопанство, ја спаси и сега кој е начело на комунална хигиена. Дали вие по барање на Оливер Спасовски требаше да помогнете на Косова Мазнева? Не би рекла дека е во тој контекст. Министерот Спасовски секако помогна, бидејќи таму можеше да ескалира ситуацијата и мораше да има интервенција од Министерството за внатрешни работи. Министерството за животна средина и Државниот инспекторат, заедно со комунална хигиена, направија увид. Значи, ние изреагиравме како ресор, направивме увид да видиме што се случува согласно закон, дали мора да продолжат они со работа, имаат годишна програма донесена, значи тие се обврски согласно закон, не може да им текне 3-4 дена не работиме, ќе штрекуваме и градот ќе се дави во ѓубре. А министерот Спасовски секако излезе во пресред, за да не ескалира ситуацијата, бидејќи имаше таму лица кои што не им дозволуваа на прва и на втора смена да излезат и со камионите да поминат и да го соберат. Имаше блокада на Скопје со автобуси, па имаше штрајкувачи. Да, многу работи се случуваат. Штрајкувачи кои всушност им забрануваа на другите да возат. Па имаше повторно штрајк, нели тука на овие што се комунална хигиена, па повторно луѓе кои им забрануваа на другите да работат. Има ли државата, бидејќи беше обвинета државата, вие не можете да бидете воајери во целиот овој случај, да гледате од страна што се случува, а градот е претрупан со ѓубре, доаѓаат странци, живеат луѓе така натаму и така натаму. Имате ли ингеренции? Ако некогаш се помени таа граница, има. Многу... Да, може да се одземат ингеренциите. Да. Сте размислували ли на Даниел Арсовска да одземете ингеренции или на се уште не, меѓутоа одземавме ингеренција на општина Свети Николе за регионалното управување со отпад. Градоначалникот на Свети Николе до ден денеска не ја поддржува новата регионална депонија во Свети Николе. И таму ги одземавме ингеренциите. Ако видиме дека капиталните проекти, и тој е голем проект, некако пречистетата Скопје, таму е околу 40 милиони евра целото финансиско сценарио, неколку проекти се во прашање. Ако видиме и дека тука не се реализира проектот, мислам, постои правен механизам, постои. Значи можете во Свети Николе, ама не во Скопје, Милиничеве, нели Не, таму... сега ВМРО во обвинува, нели како вели коалицијата, Даниел Арсовска и Димитар Ковачевски, нели тоа се обвинувањата дека и прогледувате низ прсти на Не се согласувам, значи има одреден временски период кога треба да ги реализираат дел од обврските. Го следиме процесот, ако се реализираат на време во ред, ако не се реализираат, тогаш имаме и до општина Свети Николе, тогаш пуштивме допис, барање да се реализираат обврската, требаше да номинираат членови во регионалното тело за да може да се формира телото и да работи. Ако и тука одредени работи не се реализираат, ќе пуштиме барање, ако не се реализира, онда последниот најнепопуларен правен лек ни е одзимање на надлежност. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе го превземе државата спроведувањето. Тоа не ќе одговара. Пари ќе троши, ќе дели и нема ништо да работи. Па има ли нема тогаш го спроведува комплетно државата проект. А значи парите ќе земите. Тоа веќе може да биде проблем. Со оној отпад, она ѓубре што се фрлаше на дива депонија бидејќи беа затворени вратите на Дрисла, па околу 90.000 евра е казнет градоначалникот на Кисела вода, ако не се лажам. Што со тоа ѓубре? Тоа мора да се подигне да се однесе на Дрисла. На Дрисла. Да. Централна депонија во моментов за градот Скопје е Дрисла. Единствено Дрисла. Уште едно прашање. Се сметаше дека постојат италијански фирми кои се заинтересирани за инвестирање во Дрисла и дека ова загадување енормно на Скопје всушност се должи на уништување, горење на некој материјал НЛО, материјал за кој никој не знае, нели, од каде и што потекно. Радиоактивен, најчесто. Па нели тоа обично се кажуваше и обично нели секој се посочат италијански фирми, бидејќи италијанската мафија најчесто од Паркинзи и од
ѓубретарина и така натаму ги прави големите пари и дека поради тоа што не се знае што се гори во Дрисла, дека тоа е причината за загадување на Скопје. Знае ли некој што се прави? Има ли сега некој интерес таму, бидејќи тоа е конфликтот во МРДПМ, Христијан Мицкоски, Даниел Арсовска, Сашо Мелков, тоа е конфликтот околу парите. Кој ќе го има ѓубрето? Условно речено. Па добро, ѓубрето знае да биде добар бизнис. Ѓубре прави ѓубре. Или ѓубре прави пари, ајде. Значи, имате сериозно добри практики како можете да направите од ѓубрето добар бизнис и да заработите многу пари. Гледа во Јужна Кореја. И има и лоши. То значи таму Јужна Кореја. Има и лоши, има и добри. Има и лоши, има и добри, има секакви. Ние треба да се стремиме кон добрите. Значи Дрисла во моментот го прибира отпадот од Скопскиот регион. Значи имаме класично депонирање, имаме. Има интересенти странци да ја купат Дрисла? Секогаш има кои што размислуваат за концесија или за јавно-приватно партнерство, меѓутоа тоа е нешто што треба да го одлучи градот, бидејќи Дрисла е сепак под градот Скопје, не е под министерството, а секогаш имате и не само за тој систем, имате и за системи за водоснабдување, системи за за собирање и третман на отпадни води. Секогаш имало интерес на приватните компании. Зависи што одлучи државата. Во отпад државата одлучи регионални системи за управување со отпад. Ќе ги воспоставиме. Ако утре општините во рамките на регионот видат дека не можат да го управуваат отпадот, тогаш можат и да се распишат повик за јавно-приватно партнерство и за концесија, тоа законот го дозволува. Господи Шукова, вие сметате дека Косана Мазнева беше во право што ги избрака луѓето што не доаѓа на работа со месеци, со години, зима плата? Јас мислам дека секој се согласува со мене и со она што го направи. Мислам секој би се согласил со оваква констатација. Затоа застанате за неа и помогнавте? Да, заради тоа што пракса беше, знаете, и во државната администрација на времето. Беа вработени, не доаѓаа на работа, зимаа плата, така? Така беше. Тие се одамна дома. Истото се случува и во комунална хигиена. Ако не зимале плата, не доаѓале на работа. И сега на крај кога ве прашам, која е фирмата која сака да гради рудник во Иловица? Знаеме ли кој е името на фирмата? Бидејќи сменја колку 4-5 имиња. Почесто те менуваат имиња него ние што менуваме имиња на државата. Дали знаеме која е фирмата или дали знаеме кој е бизнисменот зад кој стои дуи за да гради рудник во Иловица? Фирмата називот го знаеме сите, а ја да ви кажам бизнисмените не знам кои се. Не ви имат свртен на телефон? Не. Не, навистина не. Ова прашање ми го поставија и во Струмица. Ме праша две работи. Дали ми свртале од компанијата и дали ми свртале од ДУИ. Ниту едните, ниту другите се уште не ми свртале. Па се уште се на фаза кога судот може да ги решат работите. И кога може министерот за економија да ви подметне на седница на влада, нели без да знаете, а таму да бидете министер за внатрешни, ако може да излаже министер за внатрешни и министер за одбрана, тогаш што остана за другиот дел на државата. Секогаш се базирате кога имате дополнителни точки, повторно морам да кажам. Ајде ше наш, после. Дека колегата кој што ја поднесува дополнителната точка, ви го дава образложението, вистинското образложение. Вие добивте добро образложение? Мислам дека ние не добивме соодветно образложение. Тоа во мојот крај кај што сум растен се вика лажење. Како се вика во вашиот крај? И манипулација. Не знам како да кажам, меѓутоа, значи јас ви кажам, тие седници се снимаат, секој мислам дека од новинарите може да побара што се зборувало на таа седница. Фала, многу среќа и Подршка имате за сите овие борби за чиста животна средина и против изградба на рудници во земјоделски крајеви. Благодарам. Фала многу. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Вечерва интервју со министерката за животна средина Каја Шукова. Се надам дека одговоривме на сите прашања. Всушност животната средина полека ќе стане топ тема во Република Македонија, бидејќи еден живот што можеме да го спасиме, ако придонесеме да живееме во еколошки почиста држава како што е Република Македонија, тоа ќе биде голема предност и ќе биде голем бенефит и тоа ќе биде всушност работа во која сите треба да инвестираме. Во недела мислам дека ќе има политичка анализа, американска црна листа, предвремени избори во Република Македонија, пораките до Христијан Мицкоски, уставни измени така натаму и така натаму, што ќе се случи околу политичка разврска во Република Македонија. Ново дружење недела во 22 часот, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.